Добро вечер, почитувани гледачи. Понеделничка програма, јас сум Сашо Радановски, вашиот водител, се негдека до 23 часот. Ќе имаме еден густ дневник во кој што е веќе најавено гостувањето на собственикот на еден ТВ Бојано Јовановски. Меѓу другите содржини се разбира, ќе го видите и поведот. Потоа во емисијата Лица на колешката Кочишки ќе гостува планинарката, алпинистката Илина Арсова, со која што ќе проследите еден сериозен и добар разговор. А на крајот ќе завршиме оваа дебатна програма. Мој гостин ќе биде во вечерните часови негдека после 22 часот. Господинот Владо Бучовски, бивши премиер на Македонија, со кого ќе покренеме некои теми кои што се наше секојдневие. Но сега го имам тоа задоволство со мене во студиото да биде во наредните 20 на минути мојот колега Ерол Ризаов, долгогодишен новинар, една од постарите бардови на македонското новинарство. Ерол, на ти ќе разговараме, бидејќи се знаеме, срамо да ја каже човек колку години. Те нема во последните 3-4-5 месеци, не сум те видел, си бил во оваа студио, тоа знам, во еден ТВ, меѓутоа не те гледам на други телевизии, освен што те читаме во независни на некои портали. Што е причината? Не гостуваш на телевизии? Не те викаат, можеби, престанале да те викаат? Колегите многу им благодарам што ми обрнуваат внимание. Меѓутоа, знаете, јас сум вестникар и секој збор што ќе го напишеш, пред да го објавиш, можеш да го избришеш. Можеш да менуваш работи. На телевизијата е малку поинаку и тоа е една само од причините, но не и најглавна, што не настапувам често. Поглавната е што во последно време дебатните емисии во Македонија, иако ги има многу, и меѓу нив има и добри емисии, се на некој начин баланс. Некако се чувствувам како да треба да бидам адвокат на некоја странка, дали партија. И тоа не ми одговара, не е спојиво со моето работење си во овие години, и така да не сум баш многу за сликање. Во твојата кариера имаш напишано кој знае колку колумни, веројатно и илјадници се во прашање, не се стотици. Меѓутоа, факт е дека во последните 6-7 години во Македонија се создаде една нова, не би рекол генерација, туку една нова класа на колумнисти кои што во еден период дадоа значаен придонес и меѓу другото заради интернетот и така натаму, но и низ медиумите, и во расправањето на актуелните теми, па дури и во еден исчекор во храброста во спротестувањето на власта, бившата оваа и така натаму. Тоа е еден придонес во журнализмот. Апсолутно точна ти е констатацијата. Имаше, тој род беше многу редок. Еден или двајца колумнисти, јас памтам во она поранешно време, кои што први се пројавија на страниците на весниците, и тоа главно еднаш недел. Така одеа тие колумни. Јас почнав доцна да пишувам колумни, значи, после 30 години работен стаж. Може би како што толику. Пред тоа имаше многу текстови, разни анализи, коментари, интервјуа, сите родови ги работевме, меѓутоа се определив за колумна доцна затоа што сметам дека е тоа врв во новинарството, кога можеш да се обратиш во прво лице, некогаш, да пишуваш, малку да солиш памет, што не е пријатно, меѓутоа тоа си го даваш за право после еден долг стаж и кога си општо познат во јавност. Но тоа е и ризично. Апсолутно, значи изложуваш по име и презиме. Апсолутно, значи мораш да имаш квалификатив во името и презимето, за да можеш да се обреќаш на својата читачка публика. Она што е сега феномен, веќе подолго време, можда година-две, е што е изменет целиот медиумски простор и обсервацијата на читателите. Тие веќе помалку бараат медиум, повеќе го бараат својот автор. Да. И веќе не е пресудно во кој медиум, иако и тоа многу значајно, работите, и овие телефончиња што го носите светот во джепот, се толку брзи и динамични да веќе сте бајат ако само 1 сат или 2 сата задосните со реакцијата. И таа брзина веќе создава една друга клима во работата, друг пристап во работата, и новинарството е многу различно од она што кога ние почнувавме со колумни да пишуваме. А ова е многу важно што вие сега го кажавте, бидејќи јас се сеќавам дека пред
да речеме тамо 10 години, имаше мал број на луѓе, не само колумнисти, туку малку луѓе кои критички почнаа да обсервираат пожестоко власт. Ние пред тоа критикувавме сите власти, меѓутоа тоа одеше на еден малку поинаку начин. И тоа цело време мислевме дека тоа е залудна работа, нели? Пишувате, ништо не се менува, некоја формална демократија, владе има навидум, значи може да се пишува остро, а у суштина не се менува ништо и тоа ја го викав едно пишување на мраз, секој ден се топи од сонцето тоа што си го напишал. Или на песок, но не е така. Ова што вие го кажете сега како констатација е важно затоа што во овие години се намножија многу добри автори, колумнисти, новинари кои најдоа и други жанрови, не би ги свел во колумна, иако е редовно пишување. Значи, едни пристапи многу интересни, многу со една иронија, со пародичност натре, со стил. Со стил, така да навистина е возбудливо да се чита денеска покрај овие наши настани што се, нели... Иако почне и политичарите да пишуваат колумни, гледаме функционери тоа партиски. Тоа е, видите, нешто што ме вади од думот, начинот на кој, не затоа што политичарите пишуваат, треба да пишуваат. Има меѓу нив и тие што знаат добро да пишуваат. Меѓутоа, повеќе пишуваат партиски, а не идеолошки. Ја разбирам да пишува колумна партиски ангажиран човек, ама идеолошки да ја поставува, а не партиски, и да врши една гола пропаганда. И тоа, за жал, медиумите го прифаќаат, за да се оправдаат, за да направат, да речат, еве, ние баланс даваме од едните и од другите, и со тоа демек сме чисти. Не е точно. Не сте чисти. Треба да работите работата професионално, и ако сака некоја политичка партија, било од власта, било од ова, да има своји пишувачи, колумнисти во медиумите, тогаш нека избере вистински колумнисти, кои знаат идеолошки да ги постават работите и кои знаат дури, видите, во светот како е, треба да си малку американец или англичанец, за да разбереш дека човекот е од десница. Не можеш веднаш, тоа е толку така направено добро, да ти не можеш да одгонетнеш која, каква струја странка, односно го читаш текстот само со она што сака да го соопшти авторот. Не можеш секојаш да ја видиш позадината. Значи, тоа се одлични колумнисти. Тоа е исто која гледаш судење, амерички филм. И судијата е во право, и обвинителот, и адвокатот, се додека не дојде некоја разврска. Така и со пишувањето. Така е. Направи една голема серија на колумни во последниве, да кажам, месеци, а секако врзани и за Преспанскиот договор. Да. Ние сме пред разрешница, веројатно, на тоа големо прашање. Се надеваме сите дека неделава тоа успешно ќе заврши во грчкиот парламент. Како ти делува целиот тој процес? Беше контроверзен процесот, тоа сите се согласуваат, но сепак. Чудо. Тоа е едно големо чудо. Значи, 30 години пишувам за Европска унија и за НАТО. Уште од Југославија, значи пред независност. Уште тогаш една група новинари во Југославија мислевме дека ако влезе Југославија во Европска унија и НАТО ќе опстане како држава. И тоа го протежиравме еден период. Кога дојде до распадот, прво што се фативме да оваа работа. И се изгледаше да Македонија стане членка на Европската унија. Се тоа изгледаше прилично неверојатно поради овој спорт. Затоа што никако не можеше да се реши. Секојаш имаше некои проблеми, одлагања, затегнати ситуации, користење за внатрешни пресметки политички и таму и кај нас, предизборни кампањи, навреди, антиквизации наши грешки, нивни грешки, така да тоа изгледаше една морска работа која не. И сега која се појави оваа шанса, исто така, баш ние што можеби бевме повеќе упатени кон тоа, гледавме малку со поголемо сомневање дека таа работа може да биде успешна. И еве се случи тоа чудо да се најде решение на тој инцидент на историјата. Не се воздржуваш да кажеш дека тоа зависеше и од луѓето кои се погоди во тој момент. Апсолутно, не само од геостратешките позиции, тие само ја подобрија ситуацијата. Од ако беа некои други, немаше да помогне, затоа што и порано имаше ситуации геостратешки. Јас скоро пишував, точно пред 10 години, Дора Бакојани го предложи Северна Македонија. Нашите почна повторно да барат војната формула која беше отврлена.
И така пропадна и таа идеја. Иако грците тоа не мислам дека искрено го кажуваат тогаш. Но не ни тргна во тој правец. Ние, дипломатите наши не реагираа на таа работа. Тоа беше така објавен текст, секој север има свој југ и сега го повторив на некој начин еден дел од тоа да се види не дека јас сум бил умен, него да се види дека имало такви ситуации кои можеле да предизвикаат решавање на проблемот. Бидејќи си Сега ова да го одговорам вашето прашање, просто не сакам да верувам, не ќе да размислувам не како новинар, како граѓанин дека овој огромен проект, голем проект, веќе од европски димензии, па и светски, за некои работи може да пропадне. Сега Македонија е нели во едно исчекување, чекаме што ќе реши грчкиот парламент. Ние нашиот дел на работата го завршивме, ама не е готово. Мала утеха ќе биде ако ние не сме виновни. Да. Тоа не може да биде оправдание затоа што нема да дозволи атмосферата и амбиентот нов што ќе се создаде во Македонија ако не успее таа работа. Европа ќе џавка еден месец-два, ќе се љути, ќе вика како може, меѓутоа ние се враќаме назад, дури не таму кај што бевме, дури можеби и понас. Европа може ќе понуди некои компензации, меѓутоа тоа не е тоа. Значи, ајде да не зборуваме за таква варијанта, толку е тоа катаклизмично ако не се случи она што треба да се случи, но и обрат. Ако грчкиот парламент го ратификува договорот, се отвара новата ера. Меѓутоа, таа ера може ќе биде најтешката, не може би, него сигурно ќе биде најтешката етапа од нашите евроинтеграции. Значи, треба, ти знаеш, 35-6 поглавија да се отворат и да се затворат. Значи, таму се реформите. Дори не ми е јасно зашто некои политички партии сега натре од власта брзаат да извојуваат некои остапки, кога тие се содржани во поглавијата. Секако ќе дојдат на Секако ќе дојдат до тие решенија и мора да се дојде до тие решенија и на многу подобар начин и на многу побезволен начин. Сето тоа што ќе се работи во наредните 10 години, ќе има работа за сите, за уште неколку влади. Владите ќе се менуваат, затоа што тие се тешки реформи, не се многу популарни, ќе има многу остапки. Опозицијата вели дека ќе направи се да го поништи договорот ако дојде на власт. Ја не можам да верувам како не ќе да искористат шансата. Не, тоа сакам да прашам. Како не ќе да учествуваат во една добитна очигледна работа да не се прифати па, како сечи успех. Веројатно прво мораше да се откажат од баластот на владењето што го има, на лошото владење, на корумпираноста, на криминалот, за да дадат опозицијата даде пас на исто на судството и на владењето на правото, да таа биде водител на барање на правдата, а сега тоа звучи многу неуверливо кога опозицијата бара да се сотре криминалот, да се казни корупцијата, да се 11 години нели управуваат со државата без контрола. Значи, интересно е тоа, многу е во голема зависност од некои други луѓе, од други настани, што оваа сегашна гарнитура не сака да учествува во еден одличен договор кој треба да го имаме. Сега, еве и ти пишуваш, што читам, гледам, пазете сега, исто зборуваат опозицијата во Грција и опозицијата во Македонија. Само со спротивни тези, апропо значи, националистичките. Овој Киријакос вика дека е продадена Грција, дека името е продадено, дека македонската националност е продадена, дека македонскиот јазик е продаден. Овие овде викат немаме име, го сменив името, нема македонски јазик, нема македонска националност. Сега што е точно? Знаеме да Јас дури им предлагам да седнат во заедничка дебатна емисија па да се договорат да видиме кој. Еден од грчките пратеници во Европарламентот му има кажано, тоа не продаде во јавноста на Христијан Мицковски, што не седнете со Киријакос да понудите подобро решение, ние ќе го прифатиме. Да, например. Например. Ерол, нема подобро решение. овие теми се
тесно врзани, се разбира, и за една идентитетска рамка во кој што се преговараат пред се на македонскиот народ и така натаму, а ти си, јас продолжувам на ти си сепак турчин по националност. Сум македонски новинар. Ти си пак едно така. Ме интересира тој субтилитет, бидејќи имаш голема влијание и голема доверба кај читателите. Тој субтилитет да можеш да се нормално, кога не би пишувал името Ерол Гризаев, кога би биле без име и презиме објавени, никој всушност не би ни забележал кој што како, а и сега веројатно не се забележува. Сепак тој субтилитет како го доживуваш? Мислам дека идентитетските, условно да кажам, проблеми ги опишуваше доскоро пред некоја година најголемиот жив историчар во светот Ерик Хобсбаум. Да. Значи, тој проблем го имаат и англичаните и европјаните и сите околу тие идентитетски прашања. Тие традиционализми, не традиции, тие митови се многу присутни и тешко ќе се ослободиме од нив. Ја идентитетот скоро пишував човек без идентитет за себе. Значи, ние сме такви мешавини овде на Балканот, да од второ или трето колено сите сме родени без оглед на националната припадност. Значи, тоа се едни големи заблуди кои не влечат назад во анахроно време, но не можеме да бидеме резки, тврди кон тоа, бидејќи ќе предизвикаме други ломови зад себе и ќе направиме повеќе штета отколку корист, бидејќи тоа не се решава со одлуки и не се решава со политика. Тоа се решава со културен развој, со просветителство, со нови преродби, што за жал ги имавме поинакви, не такви, да можеме да дојдеме до една степен повисоко, барем да тоа не го доживуваме толку трагично, кога некои прашања од нашето минато или од нашата национална припадност ќе бидат доведени во прашање. Ја познавам доста турци во Македонија по мајка и по татко, кои не знаат турски. Значи, тие не се без идентитет. Да. Тие не се, дури би рекол, има баш за турците во Македонија дека тие немаат комплекси на мали нации. Тоа им е останато. И тоа е добро. Значи, не се ни гетоизирани, ниту многу дигаат врева, иако за некои работи имат големо право да бараат одредени права. Кога се даваат одредени права, не може да се даваат само на една националност и да се мерат со проценти. Бидејќи, внимавајте, етничките заедници во Македонија се конститутивни народи одасно. Тие исто учествувале во војната, исто гинеле до Сремски фронт. И учествувале во основањето на држава. Има представници во собранието, на антифашистичко собрание. И затоа се содржани во уставите. Тоа не е давање и зимање. Демократијата не е тоа. Значи, дури не е ни изнудување на одредени права, што исто така е штетно, бидејќи тоа покасно се враќа и се памти, влегува во колективното памтење. Значи, тоа треба да биде една состојба на духот, на културата, за да може да се иде напред. Ние во Македонија, во документите, во уставите, во сите имаме огромни бенефити, привилегии дадено на сите народи што живеат, на делови другите народи што живеат. Меѓутоа, во праксата се соочуваме со некои проблеми, што е нормално. И тие треба да се решават, затоа што за нив се бараат и средства, и можности, и кадри, и разбирање на состојба на свест. Добро, но мислам дека во Македонија преваливме како се вели тоа, ја прекршивме таа политичка волја. Барем на едно важно, веројатно мнозинско ниво, да со тоа се раскрсти во смисла на тоа да престанат тие националистички позиции во кои секој ќе оценува од некакви... Да, така, ама лесно се посегнува, Сашо, по тоа. Секојаш, видите, секојаш кој имаме... Таа битка никош не е завршена, заправо. Не е завршена. Секојаш кој имаме некоја критична ситуација, веднаш се отвара и етничкиот проблем, и веднаш се од тоа проблематизира на многу начини и се свртува внимание. Тоа сега видите со законот за јазиците. Тоа го преживувавме пред една година.
пред 6 месеци. Да. Се донесува. Сега, дури пожестоки се реакциите отколку за уставните измени, амандмани што се донесува во парламентот во врска со Преспанскиот договор. Со Охридскиот договор се уште имаме овај проблеми и неразбирање на тоа што е таму. Не е ли таму. тоа понекогаш резултат на еден ехо ефект во кој што заради овие социјални платформи и така натаму понекогаш вревата што се создава делува како многу поголема и пораспространета отколку што во суштина е? Политичките партии прават со тоа поени, а не го одработуваат проблема. Значи, секојаш кога сакате на етнички план да направите некоја промена, значајна, за која сте убедени дека е корисна за сите, не можете тоа да го соопштите опа трупа. Значи, морате да направите да тоа се одработи, да се прифати во јавност. Вие знаете како тоа иде. Значи, тоа не е само одлука, гласање во парламент, соопштување, што секојаш предизвикува бурни реакции и неразбирање. Меѓутоа, тоа треба да се тргне со една, не би рекол кампања или пропаганда, но би рекол една сериозна работа за добро информирање на јавноста за сите елементи. Секојаш кога нешто ќе сокриете или нема да го кажете како треба, тоа предизвикува негативни ефекти. Во Македонија, за жал, многу работи се дават во јавноста недобро одработени од аспект на информирање на јавноста. Луѓето мислат, дури политичарите, дека во Македонија брзо патуваат информациите. Да, ама за еден мал процент на луѓе. Мислите, поширокото општество, поширокото општество, тоа многу бавно патуваат и тешко стасуваат. Многу побрзо стасуваат дезинформациите и манипулациите. Да, тоа е секојаш. Значи, тоа е сериозна работа, треба да има. Ерел, влегуваме во сезона на нови дискусии за ворени избори. Што е вака оценката на треба на Македонија ворени избори во смисла на парламентарни избори? Кој за што македонците за избори? Да, секоја година. Ние во изминатите 10 години, не знам точно, негде ги броевме, ги пишувавме, имаме 5-6 парламентарни избори, не знам колку председателски избори, не знам колку... Значи, секоја година сме практично... Има само 1 или 2 години која немало избори. Да, секоја година има избори. Добро, тоа е производ на демократијата и демократијата е скапа работа, подобра не е измислена до сега, иако има и ова мани, и тоа ќе го прифатиме. Меѓутоа, изборите во вакви средини, па и во другите развиени земји, секојаш представуваат еден застој во развојот. Било да се работи за... И во нормалното работење. Во нормалното работење. Тоа е воредна ситуација. И трошење пари од бюджетот. И не само пари, време, можда тоа поголем ресурс. Сега Македонија е во деликатна фаза. Може на политичките партии им одговара. Не знам сега дали ВМРО, ДПМН, Мицковски барат воредни избори. Не знам дали они како и дали добро процениле. Зајавика дека им одговара партиски гледано да идат на избори. Меѓутоа, на државата секако не ја одговара во овој момент да има, особено ако има некаква шанса во јуни да почнат преговорите. Ова време до јуни треба апсолутно, без оглед дали во јуни или во септември ќе почнат преговорите со Европска унија. Еден ден да не се изгуби. Да не се изгуби. Затоа што таму има неколку ставки кои се навистина многу тешки, иако оценките се дека има помак и досега, дека има некакви резултати и дека ние ако сега и соопштиме на Европа одиме на избори, окей, ќе ви речат одете вие на избори, па после ќе разговараме за преговорите кога ќе почнат. Кога и ако ги биде. Како ќе биде. Ерол, што е темата, последното прашање, што е темата на утрешната колумна? И утре баше пауза. Утре баше пауза. Па да, ова е исчекување. Ова е исчекување со Грција, како ќе се гласа во Грција и што ќе биде и што ќе бидат нашите наредни задачи. Мислам дека околу тоа треба малку да се исто така обсервира јавноста, да се види. Многу ми е драго што во Македонија од првиот ден, значи, од првиот ден на независноста, ориентацијата е кон Европската унија. Сите анкети, значи сите истражувања, сите разговори
Значи, луѓето таа работа ја препозна. И тоа е многу интересно, што ние имаме консензус за тоа. Тоа е може единственото прашање по кое имаме консензус. Сите политички партии, сите влади, председатели, премиери, не знам се, интелигенција, сите се за Европска унија и за НАТО. Има нешто помалку за НАТО или за НАТО. И сега не можеме да се сложиме. Пазите, за нешто што сите сме заедно, определени. Зборам за релевантните политички партии, не зборам сега за некои политички маргиналци и така натаму. Него тие и штета ќе биде, стварно ќе биде голема штета да таа работа не се заврши во овие. Ние на тој пат ќе имаме многу пречки. Треба да биде мудар овој народ, да осознае дека препките во овие 10 години ќе продолжат. Затоа што ние нема да добиеме привилегии како другите држави што им се гледаше низ прсти од нашите соседи што влегнаа во Европска унија. Нас ќе не контролираат и грците, и бугарите, и Европската унија и ќе бараат исклучиво сите норми да бидат исполнети, што е добро за нас. Треба да го одработиме тоа. Добро, ќе мора почесто да се гледаме, бидејќи теми има многу, а време малку. Имате вие добри соговорници, терете работата. Пак ќе се видиме. Може и без мене. Ерол Ризав, благодарам на овој прекрасен разговор. Баш сакавме да го отвориме ово попладневно, приквечерно, да се кажам, гостување со една убава смирена анализа и за тоа сум благодарен. А вам, почитувани гледачи, ви предлагам да останете после оваа кратка куса рекламна пауза, бидејќи со колегата Дејан Андоновиќ ќе се осврнеме на некои меѓународни аспекти пред да влеземе во терминот за дневник. Ова е 1 ТВ, отворено студио 1, јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител. Вечерва во лица ќе гледате. Сите предизвици на нашата најпозната алпинистка Илина Арсова. Што е тоа што ја тера да ги освојува светските планински врвови? Што размислува човек кога е сам со себе на 8000 метри надморска височина? Како ги собира средствата за своите патувања низ планинските масиви? Лица, 21 часот. Почитувани гледачи, подгответе се. Доаѓаат викинзите. Серија инспирирана од сагите на викингот Рагнар Лодброк. Еден од нордиските јунаци, познат по нападите на Англија и Франција. Нашиот нов херој е фрустриран од политиката на владетелот. А таа фрустрација ќе го натера да предизвика битка за превласт. Оваа борба нема да биде лесна. Телевизиско ремек дело, снимено на локации кои одземаат здив. Една од најгледаните серии во моментов. И додека фановите се во еуфорија и исчекување на 6-та сезона, 1 ТВ ексклузивно ја носи на својата програма Викинзи. Се враќаме назад во студиото. Со мене е колегата Дејан Андоновиќ, со кога ќе поразговараме за, бидејќи почнува утре, за онаа редовна годишна конференција, самитот во Давос, кој што е веројатно кремот на кремовите на собирот на економски влијателните, бизнис влијателните луѓе во светот. Највлијателните во светот. Економски форум, да. Така е. Кој не дошол во Давос, тој таму се бројат тие што не се поканати и што не дошле, отколку оние што дошли и што ги гледамме годиниве како ја кројат светската политика. Меѓутоа,
Годинава, кој се откажа од да ни водава? Па, годинава откажа само лидерите на 5 земји постојани членки на Европската унија, односно на Советот за безбедност на Обединетите нации, бидејќи членови од Европска унија доаѓаат, но не пак главните. Значи откажа Доналд Трамп бидејќи претседател на Соединетите американски држави поради проблемите внатре со демократите и тој фамозен зид и буџетот. Тереза Меј вечерва го брани Брекзитот да се види дали може да излезе Британија без договор или не од Европската унија. Значи Трамп, Меј, не доаѓа Макрон, претседателот на Франција, поради оној проблем со жолтите елеци и се поголемото незадоволство на улиците на Париз. Но она што е ново, не доаѓа Владимир Путин, рускиот претседател кој одедношка се навреди поради огромните санкции на Западот воведени кон Русија и се разбира последен што откажа од големата петорка е Си Џинпинг, претседателот на Кина. Тој поради трговската војна со САД смета дека нема што да бара на овој светски економски форум. Се чини дека меѓународниот поредок, па и меѓународниот економски поредок, а тој може би најмногу, е некако доведен веќе во прашање со години и се чини дека во Давос некако се стекнуваат сите околности да тоа прашање стане легитимно. Неолибералниот капитализам поминува низ криза и тоа твојата теза е дека таа криза не е од надвор, туку е од внатре. Да, од внатре. Значи за разлика од она што тогашниот претседател американски Рузвелт и британскиот премиер Черчил за време на Втората светска војна, подоцна Роналд Реган, претседателот на САД и Маргарет Тачер на Велика Британија се бореа против тогашниот Советски сојуз и да го одбранат тој капиталистички либерализам. Овој пат Трамп и Меј очигледно нема да успеат, бидејќи за разлика од тогаш, сега опасноста по либералниот капитализам и глобализацијата воопшто доаѓа од внатре, а веќе ги спомнавме кои се проблемите во тие две земји. Дејан, ќе мора да поразговараме и утре и задутре на овие теми, бидејќи таму сепак нешто ќе се случува, бидејќи сме на 2 минути до дневникот, а ве поканувам почитувани гледачи да останете со нас во 20 часот почнува дневникот на 1 ТВ. Дејан Андоновиќ, благодарам за овој кус, но значаен разговор. Благодарам.